Во здраво тело, здрав дух. Денес на Гласни идеи ќе зборуваме за спортот воопшто, за односот на државата кон спортот, за вмешаноста на политиката во спортот и за перцепирањето и користењето на спортот како профитабилна дејност. Јас сум Джейлан Велију, а денес во Гласни идеи гостин е другарот Александар Петров. Здраво, Александар, добро дојде во Гласни идеи. Добро, најдов, како сте? Добро, фала ти, како си ти? Па добро, еве. Дојдов тука да цирна малку, да дадам ја удел малце у темата. Одлично. Знање, така. Па прво би те прашала, еве нели од ова изрека во здраво тело, здрав дух, што прави државата за нашето физичко здравје во однос на спортот? Па да ви кажам искрено, според тоа колку јас сум запознаен, колку државата е вклучена во таа работа, мислам дека скоро ич. Значи, неки многу минорен процент. Голем дел од сите тие работи што луѓе што се активираат во спортовите е на приватна режија. Нешто организирано дека државата нешто поттикнува таленти, нешто поттикнува, стимулира или преку образованието всадува таа идеја за здраво тело, здрав дух е прецед на развој на совеста на самите граѓани. Значи во некоја фаза животот сваќа дека тоа е стварно многу битно, значи не знам, после намо 30 година сваќа дека како се вакото биологијата на телото се менува, сваќа дека телото има потреба од физичка активност за да го одржават витално за подолг период. Самите луѓе сваќат дека тоа што државата би требало да го свате и да го вграде у програмата за образование и развој уште во мали нозе, не го прават тоа, го прават на постари години, че самите луѓе, граѓаните, се активираат спортски или на други начини ги стимулираат нивните деца да ги прават тие работи. Нешто што не би требало да биде, значи тоа би требало државата уште во мала возраст да има некој систем на следење, наблюдување и насочување на децата. Уште не знам да речеме пето оделење, наставниците по физичко треба да видат кој дете. Секој дете не може да биде фудбалер, не може да биде атлетчар, не може да биде кошаркар. Туку според неговите афинитети да направи некоја груба селекција. Еве, има кошарка, има фудбал, има ракомет и тие здрави навики многу е добро ако се вградат уште во мали нозе. Во мали нозе, тогаш кога некој ќе почне да се бави со спорт, последиците и бенефитот може да ги користи во текот на целиот живот, а не само на краток рок. Да, па добро е да има нели предмет физичко. Физичко има, ама мислам дека условите и начинот како е тоа организирано не овозможува да се одвива тоа на нормални услови. Например, јас имам искуство, знае, например, во некои други земји, кај што физичкото образование, час по физичко, се организира во еден ден и трае повеќе часа, затоа што не е само децата да добуват патки, да се облечат во некоја облака и туку треба после тоа, значи испод 3 дни треба да се пресоблачат, треба да се тушираат и самата таа активност ти не можеш да ја изврши за некои 45 минути. Апсолутно. И условите што вика сали. Условите, да, сала треба да има, значи за летно време може децата да играат мало, ништо зимно време кај нас нема сали. Нешто имаше некоја акција на минатите влади да се прават некои спортски сали, ништо самиот објект физички не допринесува за развој на спортот. Самиот објект може да е помошно средство. Луѓето, вработените, програмата, навиките го одржава спортот, а не само физички салите. Така да се направи некои сали, у почетокот имаше некој ентузијазам, некоја еуфорија во однос на таа наска, меѓутоа потоа тоа цело замре и така сега останато на забот на времето и да скапува. Точно, да. И сега околу користењето на спортот во политички цели, да кажеме, кај нас и на светско ниво? У секоја држава, па и кај нас виче се прави некоја класификација, некоја поделба на елитен спорт, како што е фудбал, како што е помасовен спорт, како што е целиот бизнис од спортот и се друго. Значи, може да има некој поорганизирано инвестирање, вложување во фудбал заради некои задни интереси. Заради тоа што преку фудбалот и навивачките групи кои што се каја позадина се прават многу матни работи и така државата па и мафијата и некои други криминални структури имат интерес од поттикнување и развој на еден или два спорти, помасовни спорти. За разлика од тие спорти, другите спортови се на завидно ниво, мислам на очајно ниво. Значи два кубурат со ресурси, еве молиме, не знам, за опрема, за не знам што, за среќа има некои совесни индивидуалци кои што чат пат
помага со нешто, меѓутоа не треба да зависиме од индивидуални разбирања или развиена совест на индивидуалност, туку треба да биде организирано, системски и усмерено. Од системски само пристап ние можеме да очекуваме дека за некоја година ќе имаме олимпици, значи со исполната А норма за олимпијада, а не да одиме цело време до олимпијада или на светски првенства со покани, со wild карти и со такви работи. Апсолутно. Сега ги спомена навивачите, па кој однос од државата кон навивачите, бидејќи навивачите многу често се вмешуваат во некои насилни акции или во подгревање на национализмот. Сега дали државата може тоа да го контролира или не и оди во прилог да го контролира? Државата ги диригира тие работи. Ја мислам дека сите нивни настапи се некако некој начин диригирани за да се манипулира со јавноста. Намерно се прават некои, не знам, тепачки, некои проблеми, чисто за Канас, например, тоа е многу типично во Македонија и во Скопје, така се креа меѓуетничката тензија. Значи, ситуации кога се превруват условно кажано македонски клубови со условно кажано албански клубови и некако како државата да има или партиите партнери у власта имат потреба да си пред избори да го дигат рейтингот, тоа го прават некои такви конфликти, тепачки и сите работи, така да навивачките групи се посебно инструментализирани од власта за да го шират национализмот и за да владеат со државата. Оди со таквото понешување, па после демек власта нашто не бране и они се заштитници на народот, а со тоа го хранат цел народ со национализам, а национализмот е храна само за сиромасите. Апсолутно. Да. Убаво кажа. Сега од друга страна, спортот нели не е само рекреативна дејност, туку постојат клубови, сега фудбалерите се продаваат за вртоглави суми, од мали некои се учат да бидат фудбалери за да донесат повеќе пари. Дали спортот користи, да кажем, како средство за генерирање на профит? Да. Па самиот спорт кај спорт, да, исто така генерира многу приходи, многу профити за неколку луѓе. Значи, ја верувам дека у Македонија или па и на други места спортот го поседува само неколку луѓе и ти со тоа и подпомогнати од кладилниците прават огромни капитали. И тие огромни пари си ги делат они меѓу себе, нив 10 една рака луѓе и они живеат луксус, а обичниот човек што гледа фудбал мисли дека како викат мерило на една држава, надежта за да живееш во една држава се мере преку тоа колку луѓето надеж за успех гледат преку облажувалници. Абсолютно. Ако дојде до ниво некој човек да се надева дека ќе успее само ако добие на спортска или на лотарија, не треба таква држава. Таквите, да речеме, богаташи олигархи кои што ги тржат под тие облажувалници, сите тие клубови, на маката, на трудот, на очаот на обичниот работник, они прават огромни пари. Искрено, 100 денара денеска, утре 100 денара, че кажеш, ту за едно такмица не фатив, сега че турам 200 денара, 500 денара, ја бев сум сведок на некои луѓе кај што стварно живеат скромно, меѓутоа месечно да по 100-150 евра даваш ти само на кладилници. Надевај се дека ќе фате нешто и со тоа нешто ќе има повеќе пари. Да, он ќе фате еднаш, не знам, 5-6 хиляди и окей, меѓутоа не се води за да стигне до тие 5.000, он ќе потроше 15.000, 20.000. Апсолутно, па добро преминува во веќе коцкање. И во зависност, и коцкање, на прошни граѓани. Тоа е многу лошо. Тога сакам да те прашам, кој е како да кажам, прецепирањето на нашиот народ кон спортот. Значи, дали само вака го перцепират, како, нели, одиш во облажувалница, седиш таму кафе, пиеш, гледаш, се кладеш, или има прецепирање на спортот како активност, нели, физичка за себе си, добра? За жал, ако направиш некоја статистика споредба, ќе видиш дека активни спортисти од вкупното население, значи се само 1 или 2%, другите 99-8% ги викам пасивни спортисти. Тие спортисти што се по кладилници, спортисти пред екрани, спортисти пред ваквото, нема навика, меѓутоа не само што нема навика, нема ни инфраструктура, например, за да сакаш да се бавиш со спорт активно. Ја разбирам зошто пример само 1% од, да речеме, некоја цифра се бават со активни спорт, затоа што реално имаш многу опасности ти ако сакаш да бидеш малце порекреативен спортист. Другите луѓе вајде имат изговорите, немам каде,
например, за споредба Скопје, скоро милионски град, имаш само на градски стадион имаш некоја патека убава тарта, нешто у градски парк имаш некој тартан, и така некои ситни патеки и толку. Кеот е добар. И кеот е добар, да, ама тоа за град кај Скопје е малце. За разлика, например, во некои други градови, кај што имаш ти по 5, 6, 7, 8 стадиони, мислам со патека убава, тартано, градено, обезбедена. Абе имаш да платиш да некаде одиш да спортуваш. Сега да платиш. Да, па имаш некоја таква, беше затворена, па имаше акција, некои луѓе се заложија од спортисти да се обрат кај што не се граде на друго место, бар таа што е веќе изградена сала, таа ослобода за сите што сака да спортуват. Имаш ти на градски парк, мислам, една патека тартан, ама ти таму да речеме трча спортуваш, ама минат и други пешаци. Значи може некој да ти испадне пред пат некој дете со точок, че го згази, че го удариш, може да до повреда. Апсолутно. И тоа верувам таквите услови голем дел од луѓето ги спречува. Тие се 1% што се бават со активно со спорт и тие се спремни да ги надминат тие пречки и препреки за да се бават, ти знаат кој е бенефит на тоа. Нешто имаше еден добар процент кои се лабилни, значи му треба мотивација, му треба поттик, му треба да има инфраструктура у негова близина, кога тоа би постоело, ја верувам дека од тие 1% проектот ќе рипне 10%. А тоа веќе имаш голем бенефит, здравствен бенефит. Нема да зависим од фармација, од лекарство, од такви работи, ти здравето ти го обезбедуваш со самото тоа што имаш здрави навики. Здравите спортски навики исто те тера да се храниш исправно, правилно, без многу алкохол. И некапиталистички навики имаш. И некапиталистички, поздрави. Да, што викат наместо да талкаш по некои шопинг центри, ти можеш да трчаш, да спортуваш. Спортуваш, да, чист воздух, енергија. Мојата главна девиза спортове за сега, за кога ќе остариш да не пиеш многу апчиња. Бар да ги смалам од една рака апчиња, да се сведам на едно за притисок евентуално. По одлична мотивација. Сега се прави тоа. Кога ќе дојдеме на 65 години, кога ќе ми припишеме доктор од цела рака апчиња, тогаш касно е да превземаш мерки. Апсолутно. Сега се прави тоа. Сега се мисли за после на 67 години да пиеш само за глава едно апче. Да. Сега те прашам лично тебе, што спортуваш, како... Вака и јас спортувам. Јас сум атлетичар, се бавам, јас сум маратонец. Не би сакал да се кажувам дека сум атлетичар, дека сум спортист професионален, туку чисто рекреативно се бавам со трчање. Скоро сосем случајно од 2018 година, така со еден другар решиме, ајде ќе трчеме, каде, вака, нака и така, спонтано, зезено за африканција почна таа работа. И виче од 18 скоро 5 години, така, после 2 години се решив да трчам маратон. Таа е една од најзахтевните, најтешките дисциплини од атлетиката и за тоа бара многу припреми. Значи припреми психолошки, ментални, и физички, значи опрема треба соодветна, суплементација у текот на трка, значи многу повеќе аспекти треба да бидат запазени ако сакаш успешно да заврши една трка без повреда, без оштетување, без падови, без грчеви, така натаму. Така да ја би се дефинирал како рекреативен спортист, не сум активен и рекреативен спортист. Па добро, супер. Тоа што спомена дека нема адекватни услови за спортување, дали некој што се случило да се повредиш поради немање, да кажем, на услови? Па да. Тоа е многу голем проблем, например. Во Скопје може има нешто колку толку бар на кеј што нема сообраќај, кај што нема луѓе, кај што да, во помалите градови. Во помалите градови, значи буквално си оставен сам на себе. Ја например кога тренирам одам на регионален пат неготи на Пипериште за Штип, кај што има обиколница, камиони минат, пешаци, значи сите тие, значи јас тргам од градот. И сега ја 2 пати добив повреда, се повредив заради немање соодветна инфраструктура. Наместо јас да тренирам например на нормална патека, значи не мора да е тартан, туку некоја кружна патека кај што нема многу други луѓе, че на 2 пати еднаш кај што делот, кај што минам има една шахта, кај што не е добро одбележена, така е затворена со некои бетонски ваквото плочи. И сега ја тогаш имав некој тренинг 30 км со некој јако темпо. И сега, после таков интензивен тренинг, секоја препрека над 5 см висина е проблем. И јас сакајќи да прерипам таа препреката, не ја дигнав ногата доволно високо, се спремнав, паднав на коленото и имав месец дена повреда со коленото. После тоа, непосредно после тоа, како одев, ми испадна еден стар човек пред пат. И јас сакајќи него да го избегнам, за да не се судриме, направив нагло движење и си ја, како викам, си ја ласнав половината. Значи, после тоа бев 2 недели едва и се движев.
мало наивно поместува, значи некој човек да ти влезе, да речемо пътеката, ти сакаш да го избегнеш, можеш да направиш голем проблем за себе, а да не зборувам ако таму кај што водам минат деца, значи со мали деца, возила, може некој дете, знаеш, си играеш топката да ти испадне у пътека, ти одиш некој јако темпо, ќе го удариш, ќе го повредиш детето. Точно, да. А дали сте имали некои иницијативи, да кажам, во Неготино за да се направат некои места за Има политички, тие политички, таа тема многу се злоупотребуваше. Последните 2-3 власти ветува некои позади там во Неготино има спортска сала, одам позади неа има еден објект, простор напуштен, требаше да биде базен, тама не биде ништо од базенот. Значи салата е напуштена? Салата до салата. Салата реновираа сега скорото, беше запоставена 15 години, сега малку се разпастрија, ама тоа не е доволно. И позади неа имаше да се прави пътека за трчање, базенти и сите чуда. И имаше знаеш, некои проекти дека се прави тоа, меѓутоа еве 10 години нема ни лопата фрлена од тие работи. А позитивно тоа што кај нас има луѓе што сака да спортуват. Има, ја и гледам и постари луѓе сака да се движат. Има потреба Неготино градот од таква инфраструктура, меѓутоа до сега ништо не е направено. И не ни верувам дека во блиски дни на тоа ќе се направи таа насока. Да. А имањето на таква инфраструктура е превенција и за спортистите и за постарите луѓе. Значи може например постарите луѓе да се соберат едно рекреативно движење до таму, да отидат да се извртат, да се прошетат, настрана од гужвата, настрана од сите тие проблеми низ градот, на мирно, на тивко, на чист воздух, меѓутоа нема ништо, тоа трагично. Нема никаде во Скопје. А се експлоатира таа тема, че сите програмите имат ставено дека двата правят, тоа ще прави, ништо. Па добро, во програмите се стават оние работи од кои што имаме најмногу потреба за да ги гласат луѓето. За да те изберат да гласаш. Ништо, кога дојдеш после на функција, мислам дека власта, локални па државно ниво, уште го почнува спортот, уште не се свесни кој е бенефитот од спортот. А секаде во Европа државата обрнува многу внимание на тие работи уште од мала возраст. И затоа они од тие држави имаш ти олимписки рекордери, светски рекордери, екипно, индивидуално, сите спортови. Не мора да одиме далеко, да земеме Словенија. Значи Словенија географски е тука до Балкан, горе-доле по население сме тука, што они имат и фудбал, ракомет, скиење, кошарка. Значи од 2 милиона луѓе и ние они вадат екипи, значи не индивидуални спортови, екипни спортови вадат тимови што се европски прваци, светски прваци и може не прваци, али во топ 5 или 10. А нашите екипни кај нас има нешто за пофалување или нема? Ракоме само беше добро, ама толку и тоа сега веќе се менат генерации, тоа веќе друга приказна. Да, и плюс друго нешто што ми текна додека разговаравме, загадениот воздух исто е голем проблем за спортување надвор. Да. Тоа е најголем проблем всушност. Тие, например, кога правиш некои интензивни тренинзи, дишуваш поголема количина на кислород, со поголем притисок влева во граите. Сега, ако тие воздух загаден со PM5 или 10, ти со самото дишување со поголем притисок, исто како да ги туркаш присилно да влева тие честички во крвотокот. И така оштетуваат, мислам, штетите од загадувањето кај спортистот се многу поголеми од колку кај обичен човек. Апсолутно. И не само мислам, еве и ние, јас пример не спортувам, за жал. Ти го осеќаш исто така, да. Возам точак и во зима, пример, не можам да возам точак поради преголемата загаденост. Не можеш да дишиш, не од замор, туку што немаш надвор воздух за да дишиш. Па добро, Александар, ти благодарам. Фала, за разговорот, вака сменавме малку на гласно да обично не опфаќаме вакви теми, ама секоја тема може, нели? Па секоја тема, ја не верувам дека има некоја тема што не е поврзана со спорт и со политики, со злоупотреба на спортот. Апсолутно. Така спорт е само една од мозаикот на области кои што се поклопени од политиката и зависи директно напатеви и се инструментализира. Апсолутно, ти благодарам уште еднаш. Фала, така што имав можност тука да го кажам мојот аспект на гледање на работи на политиката. Фала ти. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.